Стресот го уништува човековото здравје. Ова го тврдат врвни стручњаци од областа на неурологијата и болестите поврзани со оваа патологија. Штетното или разорно влијание на стресот се почесто е тема на која јавно се дискутира со цел да се подигне свеста за превенирање на состојбите кои следат како резултат на стресни ситуации, од кои прва е слабење на имунитетот како почетна точка за развој на потешки заболувања како што е карциномот. Стресот има огромно влијание врз три наши системи. Првиот се хормоните, вториот се неуромодулаторите и неуромедијаторите, вели познатиот невропсихијатар професор доктор Методи Чепреганов. Нема ништо случајно од нашето обкружување ако на нешто нападне. Нашиот организам има механизми да одреагира на тоа. Ето е лошото, бидејќи тие механизми со тек на времето стварат психосоматски болести. Да не ги набројам, да не травматизирам. Стресот може да се лечи. Антидепресивите по кои најчесто пациентите посегнуваат и тоа на своја рака не се решени за проблемите кои се наметнати од стресни ситуации. Тоа е начинот како живееме животот. Јас дам совет еден. Ако треба да го видите, гледате да не го видите. Ако треба да го чуете, гледате да не го чуете, за да не влези во вас. Ако влези таа травма во вас, таа мора да направи некаква штета. Според последните податоци од Фондот за здравство, секој трет македонец во првите 6 месеци годинава испил по една кутија диазепам. Не препорачуваме лекови затоа што не решаваат проблеми. За добро ментално здравје, вели професор доктор Чепреганов, потребни се добри пријатели, едукација, знаење и добра средина во која треба да го живееме животот.